Сдруженијето на жени Нада Михајлова и поетскиот клуб Обденица вчера вечер организираа поетска вечер по повод 8 март, денот на жената, насловена "Жената, храм на љубовта и добрина". Председателката на Сдруженијето Зора Ивановска информира дека претходно бил распишан литературен награден конкурс за учениците од средните училишта кои што сакаат својата почит кон жената, односно кон мајката, да ја изразат преку стихови. Ми се пријавија од сите 4 средни училишта и така да оваа манифестација така ја замисливме да од нашите членки, нели од поетски клуб, да не земат учество во овој настан, оставивме простор за да се доставените песни и нивните лични творби на учениците да тие сами се представат. Така да имавме почесен гост на вечерта. Тоа беше Сузана Божиновска и останатите ученици сите се представија со своите лични творби, што јас слободно можам да кажам дека бевме одушевени. Децата со своите ментори толку работеа, толку вложија труд да просто беше чест и задоволство да се слушнат нивните творби. Се беше во знак на почит на мајката. Нели, денот на мајка, меѓународен ден 8 март на жената, ние го испочитувавме заедно со сите присутни, така како што доликува и посветивме многу внимание на мајка. Тоа за прв пат ја организираме ние таа манифестација. Помеѓу другите манифестации, од пред неколку време се договаравме со нивните ментори од средните училишта како да го направиме тој литературен конкурс. Еве, сега ни успеа, натаму се надевам дека ќе ни продолжи како традиција, што е многу за пофалба. Вечерта беше збогатена и со музички точки. Жири комисијата при Сдруженијето Нада Михајлова и клубот Обденица додели дипломи на сите 24 учесници на конкурсот. Тричлената комисија при организацијата на жени Нада Михајлова и поетскиот клуб Обденица во состав Росица Митич, Лидија Максимовиќ и Глорија Спасовска има навистина тешка и незавидна задача да изберат помеѓу сите пристигнати песни и проза, вкупно 24, да се изберат оние најдобрите. Меѓутоа сите беа наградени со дипломи кои им се врачија на лице место на децата и се надевам дека уште многу дипломи и признанија ги очекуваат во иднина. И можам слободно да кажам дека децата, учениците заедно со своите ментори и професори навистина се вложија себе си, потрудија во оваа задача. Песните беа навистина извонредни, тие со своите благородни души изнесоа голем број стихови, како песни и така и проза, со зборови посветени за мајката и жената по повод престојниот празник 8 март. И навистина задачата беше многу тешка, помеѓу нив да се изберат најдобрите. Манифестацијата во чест на Денот на жената се организира прв пат од Нада Михајлова и Обденица со интенција да прерасне во традиционален културен настан по повод 8 март, посочуваат организаторите.